Со изборот на жетварската убавица утре започнува 33-тото издание на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз 2024 на летната сцена во Паркот на Револуцијата во Кочани. Пријавените кандидатки за убавици ќе се представат пред присутните во народна носија и модерно издание. Настаните продолжуваат со концерт на Каролина Гочева. Така, во петок, имаме отварање на манифестацијата. Меѓутоа, пред свеченото отварање го имаме уметничко-културниот перформанс избор на жетварска убавица. Тоа е еден перформанс кој што е мощно интересен. Минатата година спроведовме онлайн избор, сега повторно се одлучивме да имаме класичен избор. Имаме веќе пријавено 8 девојки за жетварска убавица, ќе имаме жири комисија, ќе имаме награди, сето тоа. Настаните продолжуваат и во деновите од викендот. Во сабота ќе бидат изложени дела од ликовната колонија Свети Пантелејмон, а ќе се реализира и дефиле низ центарот на градот. Главните настани се закажани во недела во село Оризари, каде ќе се изврши традиционалното зажнејување со срп и вршидба на ориз. Оваа година Оризари ќе биде домаќин на зажнејувањето. Во недела настаните ќе започнат во 10:30 часот. Ќе се појде на нивата, која што е во атарот на село Оризари. И оваа година зажнејувањето ќе го вршат пензионерите, односно Сдруженијето, фолклорниот ансамбл при Сдружение на пензионерите. Тие веќе добро си ја познаваат својата работа, си знаат да ја кажат и здравицата и благословот, да жнеат со срп, низ песна и жетварски ручек ќе се одвива зажнејувањето, пошто следува вршидбата на гумно, кое што ќе се случи пред црквата Свети Атанасије, каде што продолжува и културно-уметничката програма понатаму. Настаните од 33-тото издание на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз завршуваат со дегустација на храна од ориз, како и прогласување на најдобар оризопроизводител. Годинава храна ќе се готви на лице место, а ќе има представници од армијата на државата. Дополнително ќе бидат представени 3 етнокатчиња во кои ќе бидат изложени стари носи, предмети и слично. Ќе има гости од Бугарија, Србија, Црна Гора и Унгарија.